А кога станува збор за едукацијата и воспитувањето на децата, секогаш оди полесно ако е на некаков забавен начин, затоа што децата сакаат да учат низ игри и забава. А какви се тие начини? Ќе ни открие Мирјана Крстовска, која што утрово не советува на оваа тема. Мими, добро утро. Добро утро до вас во студиото и до сите гледачи на САКА Македонија. Токму така, Јована, летото може да биде продуктивно кога завршува школската година, односно учебната година. Целиот изучен материјал од претходната година да можеме да го применуваме во текот на летниот одмор на забавен и едукативен начин, со цел да дечињата, односно учениците, не го заборават тој изучен материјал. Да биде едно повторување, но не тоа повторување да биде како услов и казна, туку да биде преку забавна игра, идеи и активности. Како, на кој начин можеме математиката да ја примениме во секојдневието, како читањето и пишувањето да ни биде првиот избор за разлика од изборот технологија и многу други работи дознаваме во продолжение од разговорот со Наташа Ристевска, едукатор од Едукативен центар Пепирутка. Добро утро, добро дојдете во САКА Македонија. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Драго ми е што ќе поразговараме за содржина која што не за сега сите нас повозрасните, родителите, старателите и бабите и дедовците, тоа е активностите во текот на летниот одмор, односно како да не го заборавиме изучениот материјал и да му помогнеме на детето на забавен начин да го повтори сето тоа. Точно така. Значи, дечињата за време на учебната година со нетрпение го очекуваат летниот распуст, но не треба да дозволиме тој летен распуст да биде во буквална смисла, него преку едукативни работилници, игри и секојдневниот живот да ги повториме изучените содржини. Најпрво ја напоменавте математиката. Значи, математиката можеме да повториме на начин кој дечињата би ги пратиле во маркет да купат неколку продукти. Во самиот маркет треба да пресметаат колку ќе треба да платат на каса, парите кои ќе ги дадат, колку треба да им се врати кусур и со тоа би се повторила математиката. Во однос на едукативните игри исто така има голем број на едукативни игри кои можеме во домашни услови да ги изиграме и да повториме дел од материјата. Например, има Не лути за човече, каде што може да се игра со 2 или 3 куцки, каде што според возраста можеме да видиме дали ќе биде со собирање или со множење. Исто така има джангл игри кои исто така може да се играат со множење, собирање, да се увиди моториката, да се припази на моториката, бидејќи се одвлекуваат коцки. И на тој начин сепак ги повторуваме материите кои ги изучуваме во текот на учебната година. Со оглед на времето кое што го имаме, родителите, возрастните лица си имаат своји обврски, децата си се послободни. Како и дали можеме активностите да ги спроведуваме каде и да сме, односно во текот на целиот летен распуст? Секако, значи времето и местото не мора да се точно определени во текот на целиот ден можеме да го повториме материјалот низ база на игра, низ разговор, како го поминале тековниот ден, значи со прераскажување доколку излеземе во прошетка, да се објасни што сме виделе, природни науки, општество или слично, така да од 15 на минути до 2 часа може континуирано со игри, но може и во текот на на целиот ден. Ке го споменеме и читањето и пишувањето, азбуката, зборовите и така натаму, со оглед на тоа дека постојат истражувања дека моливот и хартијата, односно пишувањето, помага за полесно запомнување на лекциите во текот на учебната година, но и за време на летниот распуст ќе го примениме сето тоа. Колку од друга страна пак технологијата го турка сето тоа на страна. Како да не заборавиме да читаме и пишуваме со нашите дечиња? Точно така, технологијата го турка настрана моливот, пекалото и листот, но сепак тие се привор од учебниот материјал на децата. Најчесто практикуваме за летниот период да се пишува дневник, со што детето на крајот на денот ќе си ги забележи активностите што ги работел во текот на денот, со тоа што нема да заборави да пишува, ќе го усоврши ракописот, читање на книга, читање, исто пак ќе напоменам, во маркет може декларацијата да ја прочита, од што е составен продуктот, рокот на важење и слично.
лектирите што ни се за наредната учебна година, исто така практикуваме да им ги дадеме за домашна задача за летниот период, така да со тоа повторуваме и читањето и пишувањето. Споменавме технологија и достапност на сите овие паметни уреди кои што и нашите деца од најмали нозе умеат и да ги владеат. Како можеме од друга страна пак целата таа паметна технологија да ја искористиме? Сега се достапни електронски книги кои може да се прочитаат на таблет, телефон. Подобро е секогаш да бидат во пишана форма, но сепак бидејќи ги имаме, ги насочуваме децата да ги користат. Исто така има и PowerPoint презентации, така да нешто што истражиле може да го представат во таа презентација, табели во Excel и слично. Морам да прашам и за моментот кога па и родителите се послободни, односно кога си се на тој летен одмор и се сите заедно во домот, колку треба да се дозволи на детето да се направи нередот во кујната, например, еве за домакинките и домакините кои што готват, кои што имаат помали деца, кои што си се плеткаат во кујна, колку можеме тоа да го направиме да биде забавен и продуктивен начин да научат нешто? Па во кујната можеме мерните единици да ги искористиме да се повторат и научат, бидејќи се она што детето само ќе го опипа и може многу полесно да го запомни. Например, да се направи омиленото јадење, омилениот десерт. Веднаш на вагата ќе си ги измерат продуктите од кои ќе се направи тој десерт и многу лесно ќе ги совладаат мерните единици. Колку треба да им дозволиме на децата сами да истражуваат, некогаш и сами да ги осознаат работите, не само во домот, туку и надвор од него? Треба да се дозволи да истражуваат, бидејќи со самото истражување доаѓаат до одговорот и тој многу полесно го помнат. Еве пример ќе дадам за агрегатна состојба природни науки кога се учи, значи да им се даде на децата сами да истражат дека водата може да се замрзне да биде во тврда агрегатна состојба или да испари да биде во гасовита, исто или чоколадо да растопат, така да се она што ќе го истражат сами многу полесно го помнат. Ги спомена активностите кои што може да трајат од 15 минути па до 2 часа. Оставам настрана колку време имаат родителите, но колку пак е пристојно време за да се седне детето на едно место, односно да му се задржи вниманието, или тоа треба да го направиме на неколку партии во текот на денот? Па тоа зависи од возраста на детето и од самото дете колку е темпераментно, така да има дечиња што може само 15 на минути да издржат, а некој може и 1 час. Кои се советите кои што можеме да ги примениме во пракса кога станува збор за игрите, активностите и идеите, сите оние едукативни работи кои што можеме заедно да ги направиме, некогаш може да ни одземат пак само 15 на минути во текот на денот? Советот е, бидејќи живееме во брзо време каде што имаме многу активности, сепак некои 15 на минути до час да ги посветиме на тие едукативни игри. И ние возрастните би се релаксирали и на децата ќе им дадеме стимул дека можат да го повторат материјалот врз база на игра. Како тоа да не биде како казна? Затоа што знам дека во денешното секојдневие наше сите се соочуваме со принципот ако го направиш тето тоа, ако прочиташ неколку страници од лектирата, ако ја прераскажеш или напишеш некоја задача, ќе ти се дозволи нешто. Како тоа да го преформулираме да не биде како казна, него да биде како уживање? Па стимулот ќе биде награда. Значи, доколку се направат неколку активности во текот на една недела, дека на крајот на неделата можеме да одиме на прошетка, можеме да одиме да изгледаме некој филм и слично, да не биде тоа сватено кај децата како казна. Наташа, морам да те прашам за крај компензацијата која што ја прават некои родители, односно ајде исчисти си ја собата, ќе добиеш одредени парични средства. Колку е тоа од една страна добро, но колку тоа од друга страна е па и лошо? Пак ќе кажам, тоа е сепак индивидуалниот карактер на детето, така да некаде може да биде позитивно, некаде може негативно да влие. Така да освен паричните средства треба да ги насочиме и на други награди. Значи времето поминато со децата не се мери само со пари. Наташа, ти благодарам за овој разговор, за советите кои што ни ги даде, како можеме идеите, активностите да ги примениме во нашето секојдневие, а на тој начин пак дечињата да не го заборават изучениот материјал од учебната година. Ти благодарам. Ви благодарам и вам.
Секогаш е добро да слушнеме Совет Плюс кога станува збор за игрите и активностите со нашите деца. Знаеме дека возрастните си се ангажирани со работни пред се обврски и други обврски настрана, но дечињата си бараат посветеност и внимание. Затоа сето она што можете да го потребите во пракса, на некој начин да му дадете до знаење на вашето дете дека го повторува на тој начин изучениот материјал од претходната година, па полесно ќе му биде да го започне новиот образовен процес од наредната година. Искористете го во пракса, пратете го, нека си купи некој продукт, дадете му одредени финансиски средства, самиот нека си пресмета колку кусур ќе треба да донесе. Така математиката ќе употребиме. Нека го раскаже денот, поминатиот ден во неговиот дневник, со што ќе прочитате па и вие како вашето дете си го исполнило денот, односно со кои активности било ангажирано, кои активности него го интересираат. Да, во наше време наместо кусур мастика дава, базока. На што не се противевме? На што не се противевме воопшто, но ова се добри, интересни вежби, креативни, за да во текот на летото децата не бидат, да се изразам машки, во лер позиција, туку да бидат максимално активни, иако ги немаат стандардните ученички денови. Мирина Крстовска, ти благодариме за ова твое јавување во живо.